Почитувани, добро утро и од мене. Ве поздравувам сите кои што ова утро следите Здраво Македонија на Канал 5 телевизија и се разбира ќе ве поканам да останете со нас до самиот крај, да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение. Постојано зборуваме за тоа колку Скопје или Македонија има ѓубре, постојано се жалиме на оваа тема, но во продолжение многу ми е драго што ќе зборувам со 21 годишниот Иван Митковски, кој што има некој предлог решение, односно создаде платформа која што го носи името Чисто МК, па ќе ни кажа малку повеќе за тоа како ќе функционира, воедно ќе ја споменеме и апликацијата која што веќе е достапна за симнување и како сите ние можеме истата да ја користиме со цел да живееме во чиста Македонија. Добро утро. Добро утро, Цеце, фала ти многу што ме повика да разговараме за оваа тема. Веќе неколку месеци можам да кажам се договараме да го направиме овој разговор, но чекавме официјално да ја пуштите платформата и апликацијата. Кажи ни за почеток како настана идејата за ваква една платформа и апликација, што најмногу ти изреволтира? Да, супер прашање од почеток. Па вака, како и сите ние со движење секој ден низ град, сме сведоци на тоа колку ѓубре има насекаде околу нас и сватив дека објавите на социјалните мрежи брзо се забораваат, тој револт трае неколку дена и сето тоа многу ретко се случува да се интервенира и да се реши проблемот. Па со искуството што го имам и мојот скилсет, така да речам, одлучив да направам и да пристапам кон некое дигитално решение кое би возможило на сите луѓе да имаат простор каде што ќе може да пријават загадување и истото да биде видено јавно од сите луѓе во Македонија. Така што идејата ми е од секојдневниот револт и желбата за почисто Скопје и Македонија. Да, одлично. Како функционира оваа апликација? Можеме ли едноставно да им објасниме на гледачите? Да, во принцип апликацијата функционира многу едноставно, постапката е многу едноставна. Се работи за мобилна апликација достапна за Android и за iPhone мобилни телефони. Со уклучување на самата апликација постои зелено копче кое го притискаме, потоа фотографираме местото на загадување, следниот чекор би бил да даваме кратки податоци за самото место, каде се наоѓа и каков тип на загадување и финално тоа се испраќа до нас, односно до Чисто МК и се прегледува таа пријава и истата, доколку е валидна пријава, се објавува на самата апликација каде што сите јавно може да ја видат и да превземат нешто за таа да биде исчистена и средена. Сега верувам дека доста апликации ќе стигаат, можеби и веќе пристигнуваат на Чисто МК, на кој ќе ја чисти Македонија? Да, ние не налагаме и нема да им налагаме на комуналните предпријатија да си ја вршат својата работа, но секако мислам дека оваа апликација ќе им биде од помош со цел бидејќи има една нишка која е има цел да го мапира ѓубрето и како и тоа да звучи нели на територија на Македонија за со цел они да може да ги организираат своите работни акции, да знаат каде точно да чистат, каде се тие жаришта и каде повторно може да се случи такво нешто. Но следниот чекор и тоа што мене најмногу би ми израдувало е тоа сите одговорни граѓани и корисници на апликацијата имаат можност преку самата платформа да организираат и волонтерски екоакции. Со тоа би биле во можност да ги исчистат тие локации за да допринесат и да за почисто Скопје и за почиста Македонија, воедно да им помогнат на луѓето кои работат во комуналните предпријатија. Сега за оваа платформа стои Сдружение на граѓани. Неколку луѓе сте за сето ова кое што сега јавно го говориш само ти, но кажи ми дали сте размислувале да понудите соработка на сите комунални предпријатија и сите оние што се наврвот, што се вели што треба да навистина да се грижат за да живееме во чиста средина? Да, апсолутно, тоа би бил следниот чекор. Во моментов сме во фаза каде што ја тестираме самата идеја дали функционира во пракса, колку луѓе навистина ја користат апликацијата, дали има пријави, дали пријавите се вистински. Следниот чекор апсолутно би била директна соработка со самите предпријатија и други луѓе заинтересирани и засегнати од истата тема кои би сакале да бидат од промената и дел од промената за да крајната цел би било и главното мото на Чисто МК е сликни, пријави и чисти. Во 3 чекора едноставно да го пријавиш еколошкиот проблем и да дојдеш до решение најбрзо што можеш за да живееме во чиста околина. Има ли досега пријави кај вас? Па има пријави досега, да, во моментов има околу 100 луѓе кои ја користат апликацијата. Односно тоа се луѓе кои имаат предвреме симната апликацијата инсталирана на своите телефони, кои ја тестираат за да можеме рано таа одлука ја донесовме свесно за да можеме во рана фаза да ги најдеме сите потенцијални грешки од технички аспект доколку ги има.
за да може да ги решиме. И има пријави, искрено се нагледуваме се и се што од тоа колку е прљава Македонија, но сметам дека ова е само еден дел од алката на решенија и на работи што треба да се превземат, бидејќи се работи за многу комплексен проблем и истиот да биде решен. Така што за сега има пријави и не се убави за гледање. Ако би споредил како би споредил апликацијата, би рекол дека е социјална мрежа која што не се објавуваат слики од одмори и од плажа, него од ѓубрето околу нас, но мислам дека ќе го решиме проблемот во оној момент кога ќе се соочиме со него во очи и кога ќе превземеме нешто во своји раце. Сега ме те прашам колку луѓето околу тебе со кои што си обкружен, дали твоите пријатели, твоето семејство, луѓето со кои што секојдневно комуницираш, сакаат промени? Па сакаат промени, но не сите се можеби желни да ги превземат работите во своји раце, дефинитивно, но се почнува од желбата, нели, како што дојде до оваа апликација, но желбата постои, тоа е единствено што ме радува и плюс желбата е иста кај повеќето генерации, кај повозрастните и кај помладите. Повеќе сум среќен што младите добро резонираат со идејата, им се допаѓа и сакаат да бидат дел од таа промена, но и возрастните се тука, нели, да помогнат и да наблюдуваат за да може да дадат и свое мислење, но интересот постои во секој случај. Да, одлично, убаво да се слушна дека млади луѓе во Македонија сакаат пред се да останат тука, а потоа и да преземат иницијатива и да направат некоја позитивна промена во нашето општество. Спомена дека сакаш да ги искористиш твоите скилс или твоите вештини. Кажавме дека имаш 21 година, па кој е Иван приватно? Така, јас сум Иван, имам 21 година од Скопје. По вокација сум програмер, но исто така голем дел од времето свирам гитара и во бенд. Така што ги споив, чисто МК е всушност спој на двете работи што ме движат, а тоа е технологијата од една страна и желбата за подобро и поубаво Скопје. На чисто МК сум првиот човек кога е во прашање техничката имплементација, а воедно сум и председател на Сдруженијето Екохаб од Скопје. Одлично, ти благодарам многу, ти посакувам многу места во Скопје и во Македонија да исчистите и да прославите со убава музика каде што ти ќе свириш на гитара и се разбира следно да ни дојдеш и во студио. Ти благодарам уште еднаш и се гледаме во наредна прилика.